Јас сум Славица Јолаковска-Таштановска, наставник по физика. Денес, по предметот физика, за 8 оделение, ја изучуваме наставната содржина, пресметување на растојание или време од дадена брзина. Да повториме. Брзина е физичка величина, определена со патот што телото го изминува за одредено време. Ако телото при своето движење за еднакви временски интервали изминува еднакви растојанија, тогаш велиме дека телото се движи рамномерно, односно неговата брзина има константна, постојана вредност. Брзината се пресметува како количник од изминатиот пат и времето за кое што се изминува тој пат. Формулата за пресметување брзина е V еднакво на S врз T. V е ознака за брзина, S ознака за изминат пат, а T е ознака за време. Доколку е позната брзината на движење на телото, може да пресметаме колкав пат изминува телото при своето движење или колку време траело движењето на едно тело. Од формулата за пресметување на брзина V еднакво на S врз T ја изведуваме формулата за изминат пат. S е еднакво на V помножено со T, односно изминатиот пат го пресметуваме како производ од брзината и времето на движење. Исто така, ја изведуваме и формулата за време. T е еднакво на S врз V, или времето го наоѓаме како количник од изминатиот пат и брзината на движење. Пример 1. Птиците преселници летаат со брзина 30 метри во секунда. Колку далеку ќе одлетаат за 25 минути? Резултатот изрази го во метри и во километри. Ја поставуваме задачата така што запишуваме најнапред што е дадено, а потоа запишуваме што се бара, односно што треба да пресметаме. Во оваа задача дадена е брзината на движење и времето, а треба да пресметаме колкав пат ќе изминат птиците во лет. Пред да почнеме со решавање на задачата, треба да погледнеме дали физичките величини познати во задачата се дадени во нивните основни мерни единици. Доколку не се, ќе треба да претвориме. Основна мерна единица за време е секунда. Во 25 минути има 1500 секунди. Откако сме ги запишале во основна мерна единица дадените физички величини, преминуваме на решавање на задачата. Запишуваме формула за она што се бара во задачата. Во овој случај запишуваме формула за изминат пат. Во формулата ги заменуваме дадените бројни вредности, пресметуваме и добиваме дека птиците ќе изминат растојание од 45.000 метри, односно 45 километри. Пример 2. Автобусот се движи со брзина 108 км на час. Колкав пат ќе измине за време од 1 минута? Ја поставуваме задачата. Запишуваме што е дадено, дадена е брзината и времето на движење. Потоа запишуваме што се бара. Треба да пресметаме колкав пат ќе измине автобусот. Пред да почнеме со решавање на задачата и во овој пример треба да погледнеме дали физичките величини познати во задачата се дадени во нивните основни мерни единици. Доколку не се, наша задача е да претвориме. Основна мерна единица за брзина е метар во секунда. Во оваа задача брзината е дадена во километри на час. 108 км на час
ќе ги претвориме во метри во секунда на следниот начин. Бројната вредност пред мерната единица 108 ја препишуваме. Километрите ги претвараме во метри, а часовите ги претвараме во секунди. Со средување на овој броен израз добиваме дека брзината запишана во незината основна мерна единица изнесува 30 метри во секунда. Времето од 1 минута го запишуваме во секунди. 1 минута е еднакво на 60 секунди. Откако сме ги запишале дадените физички величини во нивните соодветно основни мерни единици, ја запишуваме формулата за изминат пат, она што треба да пресметаме во задачата. Во формулата ги заменуваме бројните вредности, пресметуваме и добиваме дека автобусот ќе измине пат со должина 1800 метри. Пример 3. Товарен брод плови со брзина 12 метри во секунда. За колку време ќе го помине растојанието помеѓу две пристаништа кои што се оддалечени 600 километри? Запишуваме што ни е дадено во оваа задача. Дадена е брзината и растојанието меѓу двете пристаништа. Ние треба да пресметаме колку време му е потребно на бродот од едното пристаниште да пристигне на другото. Претвараме во основни мерни единици кај оние физички величини кои што не се запишани во основната мерна единица. Во овој случај изминатиот пат од километри го претвараме во метри. 600 километри одговара на 600.000 метри. Откако сме го направиле тоа, ја запишуваме формулата за време. Во оваа формула ги заменуваме дадените бројни вредности, времето го наоѓаме како количник од изминатиот пат и брзината на движење. Пресметуваме дека на бродот му се потребни 50.000 секунди од едното пристаниште да пристигне на другото, или приближно 13,9 часа. Домашна работа. Задача број 1. Чамец се движи со брзина 4 метри во секунда. Дали ќе успее за време од половина час да стигне до пристаништето кое што е оддалечено 7 километри? Задача број 2. Движејќи се со постојана брзина, велосипедист за 15 секунди изминува 200 метри. За колку време ќе ги измине наредните 120 метри?